председателя. Јас имам 3 пратенички прашања за министерот за финансии, министерот за образование и наука и министерот за животна средина. Првото прашање е до министерот за финансии, Фатмир Бесими, и како народен пратеник, јас само ги, однапред кажувам дека ова се прашања кои што се поставени од страна на граѓаните, само сум гласноговорник на граѓаните. Ова прашање е поконкретно поставено од вработените во јавната установа Дом на култура Коча Рацин од Скопје, поточно познат, повеќе познат како Дом на градежници, тие што се од Скопје, кои што израснале во Скопје, многу добро знаат колку важен урбан и културен центар беше Домот на градежниците, каде се случува навистина голем број активности и настани од областа на културата, меѓутоа и од областа на спортот и многу други елементи од животот на скопјани. Во моментот, Домот на културата Коча Рацин, јас ќе ви го прочитам нивното образложение, бидејќи ова е буквално прашање кое што го поставуваат вработените. Домот на културата постои од 1954 година, интензивно работи на промоција на сите области на културни дејности, со особена програмска цел, со едукативно-културолошко делување врз сите старосни групи на населението, при тоа, што е многу важно, негувајќи ги вистинските културни потреби. Тие исто велат дека, цитирам, нашето културно-уметничко творештво успешно го презентираме во градот, републиката и надвор од неја. Се работи на унапредување на јавната свест за потребите на децата со специјални потреби, со цел за подигање на квалитетот за нивниот живот. Установата е релевантна мултикултурна средина за промовирање и популаризација на културните вредности на различните етнички заедници. Меѓу другото, установата реализира својата програма по дејности, како што се литературна, ликовна, едукативно-образовна, музичка и фолклорна дејност. Тие се тие кои што го организираат фестивалот Играме и пееме заедно, како и мултикултурниот фолклорен фестивал, а да не избориме колку манифестации се организираат. Меѓутоа, установата и покрај тоа што е отворена и достапна за сите видови соработки, не само со Министерството за културата, кои и од другите установи од областа на културата, е дел од градот Скопје и веќе неколку пати бараат вработување. Да не ви ги бројам колку вработување, сигурно сум дека го имате документот со барањето за вработување, и покрај тоа што Министерството за култура дава позитивно светло за вработување, градот Скопје исто така дава позитивно светло, Министерството за финансии упорно не го одобрува вработувањето во оваа институција, која што од 1968 година до сега броело преку 80 вработени. Значи, континуирано имало по 80 вработени во таа институција, за денеска да има само 4 вработени, а од 10 ноември само 3, бидејќи еден заминува во пензија. Прашањето е многу легитимно. Значи, станува збор за институција која веќе може и да сгасне и очигледна е загриженоста на вработените, а секако и ние сме загрижени, бидејќи тоа е една од најважните културни центри на урбаното Скопје, на урбаното живење во градот Скопје. Значи, само 4 вработени. Прашањето до вас е зошто не може позитивно да се одговори на нивното барање за вработување. Еве го нивниот документ кој што е испратен, поточно бараат 10 лица да се вработат. Второто прашање е до министерот за образование и наука. Почитуван министре, имавме пред неколку дена иницијатива од страна на колегите од ЛДП, колешката Зајкова, за промена на имињата на топонимите во Украина, односно иницијативата се достави како предлог до Министерство за надворешни работи во најкосен можен рок да се предложи на владата, која ќе им наложи на сите институции во држава да ги користат украинските топоними во македонскиот јазик. Конкретно, министре, прашањето до вас е што ќе превземете вие сега во овој случај, со оглед на тоа да дообјаснам дека постои правопис на македонскиот јазик, во кој што е уредена, точно е уредена транскрипцијата на од други јазици на македонски јазик. И ние си имаме
толковен речник, си имаме закон за употреба на македонскиот јазик, иако се уште не е вратен назад од владата, меѓутоа се уште постои тој во функција е. И секако има правопис на македонскиот јазик и тој правопис треба да се почитува. Значи, еве денеска цел ден ние слушаме како јазикот не бил чист, не знам, веројатно претходно бил извалкан, сега е чист, добро, ама еве конкретно сега колку ни е чист јазикот и дали вие како министер имате намера да, и како, мислам, кој ќе биде вашиот одговор со оглед на тоа дека еве го, значи јас би го испринтав, може да ви го дадам после, во правописот 3 страни има за транскрипција од украински на македонски. И ова ние си го почитуваме во сите јазици, не само за украинскиот, за сите јазици си има како се транскрибира. Тоа е правилник, тоа е норма, значи валиден документ кој што треба да се почитува. Моето прашање до вас е што вие како министер ќе превземете за заштита и соодветна употреба на правописот на македонскиот јазик во овој случај. И третото прашање, свинувам, се однесува, значи повторно е прашање кое што е иницијатива од невладиниот сектор, конкретно од така наречената интерпарламентарна зелена собраниска група. Значи, членовите кои што се невладините организации доставија до сите пратеници сет комплет на прашања кои што сметаат дека треба да бидат поставени во интерес на граѓаните. Јас се одлучив да го поставам прашањето кое што случајно или не случајно меѓутоа беше засегнато и за време на донесувањето на буџетот, па и на ребалансот на буџетот за 2022 година, тоа е за бројот на инспектори за животна средина. Колку што се сеќавам јас за буџетот ние имавме амандман со кој што баравме дополнително вработување на инспектори, но образложението не беше прифатен тој амандман со образложение дека веќе е планирано вработување на нови инспектори, па прашањето е, бидејќи неодамна беше обелоденет проблемот за недостаток на инспектори за животна средина, дали е во план зголемување на бројот на инспектори за животна средина, особено во источниот регион во земјава во Република Македонија, а со оглед на тоа дека знаеме каква зима не чека и самиот Бислимовски кажа дека ќе има, најверојатно ќе се зголеми степенот на загадување, со така сметаме дека бројот на инспектори е многу важен, исклучително важен за да има редовна контрола на терен. Ви благодарам.